Здраво и добре дојде во ова мое прво YouTube видео. На ова видео ме инспирираше една жена која што на Инстаграм ми имаше поставено едно прашање, сега ќе го прочитам. И тогаш ви кажав дека за ова ќе треба подетелно да објаснам или во некоја подкаст епизода или ете вака преку YouTube видео. Прашањето беше како да ги откриеме или да ги разбудиме нашите вистински потенцијали кои се потиснати и не ни се достапни. Зошто е толку инспиративно ова прашање? Затоа што прашањето е будење на нашите вистински потенцијали кои се потиснати и не ни се достапни. Многу верувања се кријат во ова прашање. Но како што може да видите во насловот, ова YouTube видео нема да го наречам нашите вистински потенцијали, туку нашите автентични потенцијали. Затоа што ние стварно живееме во едно модерно време, кое што нели секако има многу бенефити за нас, Инстаграм, социјални мрежи, комуницираме полесно, се ни е достапно, се што те интересира можеш нели да видиш на Инстаграм, па така и која мода е ова есен, кои чизми ќе бидат модерни, која чанта и се тоа е многу нели достапно и пристапно, но тоа на некој начин многу влијае да се изгуби автентичноста кај нас. Што сакам да кажам со ова? Многу луѓе, особено жените, може да кажеме, се базираат на тоа да бидат прифатени, да се уклопат и да бидат дел од општеството, од онаа мода која што е доминантна сега, од она што сега е да бидат дел од калапот кој што се моделира сега. Па така ќе се смени модата, па се менува и друг стайлинг, друг вкус, ја земам нели модата како нешто што е опипливо за сите нас, но тоа се случува со нашите верувања, со нашите мисли, ставови, со она што му е достапно на нашиот ум како можност. Па така тие можности и потенцијални, да кажеме, кариери кои што може да ги видиме на Инстаграм, ние лесно посакуваме да сме ние таа особа која што ги живее. Ќе видиш некој, например, акашо консултант. Јас сакам да бидам акашо консултант. Види колку е лесно, работи од дома, чита акаша записи и заработува така. Ќе видиш некој дека е програмер. Работи, си седи на столче, си се врти лево-десно и си зема голема плата. И сите тие потенцијали кои што ги гледаме ние кај другите луѓе, можни кариери, работи, се она на некој начин нашиот ум го перципира како можност за нас. Нешто во што ние може да се оствариме. Односно, тоа што го прави умот е бара идентитет, его. Ум е еднакво на его. Бара идентитет. Бара да се поврзе со нешто, затоа што задача на умот е да се идентифицира како нешто. Па ние кој ќе не прашат која си ти, нели, многу лесно си ги доделуваме оние сите титули до нашето име. Јас сум Габи, јас сум мајка, јас сум сопруга, јас сум акаша терапевт, јас сум реики практичар, терапевт по емоционална енергетска трансформација. Сите тие титули јас лесно така можам да си ги надовразам на името понатаму, да не заборавам машински инженер, но тоа всушност егото се идентифицира со нив. Ние всушност сме само чиста свесност. И толку. Ние не сме ниту нашето тело, ни најмалку нашиот ум, ниту нашите мисли, ниту нашите емоции. Ние сме само свест која што ги наблюдува. Но умот, како што сака да се врзе за нешто и да се идентифицира со нешто, си бара за што да се прикачи и закачи. Па така ние перципираме потенцијали кои што може да ги живееме. И затоа во прашањето будење на нашите вистински, како да ги разбудиме нели нашите вистински потенцијали кои се потиснати и не ни се достапни, прво сакам да кажам дека сите тие потенцијали кои што мислиме дека можеме да ги живееме, можеме да ги живееме. Тие потенцијали се достапни. Се што ќе видиш, се што ќе посакаш, можеш да бидеш и да имаш и да правиш.
според законот на привлекување и манифестирање, ти можеш да привлечеш и да манифестираш било кој потенцијал и можност која што мислиш дека можеш да ја работиш, дали во кариера, дали финансиски, дали партнер на било кое поле. Но, дали е тоа желба на егото или на душата, тука веќе станува до израз она наше автентично јас. Затоа што желбите и изборите на душата се наши и автентични. Она што е на ниво на ум, тоа може и желба на егото. Затоа што егото се врзува за нешто од надвор и ја сака таа улога, додека душата само сака искуство да го доживее и проживее тоа искуство. Значи, може да избори на душата да бидеш нешто и да искористиш некој твој потенцијал, како што јас сум избрала акаша терапевт, но како знам, мојот пример ќе го земам, како знам дека ова е избор на мојата душа, а не на моето его, односно да си додадам едно плюсче после моето име. Јас сум Габи, јас сум акаша консултант, терапевт, така што јас кога одлучив да одам на следно ниво акаша, тоа е за акаша консултант, првото ниво е само за да си ги читам акаша записите за себе, така што таа идеја, односно тоа беше како еден внатрешен импулс кој што ме повикуваше, мене ми даваше мир. Јас не бев со она чувство на ентузијазам сега, што се ќе постигнам, што се ќе направам. Леле, јас ќе бидам акаша терапевт. Леле, тоа колку пари ќе ми донесе. Со ништо друго не се идентификуваше таа моја една искрена желба и можам да кажам на некој начин како потреба, како нешто што ме повикува, ме влече, значи она нешто кое што доаѓаше од внатре. Не беше тоа од овде. Тоа беше од внатре, тоа беше повик на мојата душа. И ми даваше мир. Кога ќе помислев на тоа, јас имав мир. Не бев врзана за очекувањата што ќе ми донесе. Само сега. Значи тоа ми носи мир сега. Јас немам поема што се тоа ќе ми донесе, затоа што ми беше и теоретски малку потешко да започнам со приказната за акаша, затоа што мислев дека луѓето не знаат што е тоа, па не можат ни да ме разберат, па колку време ќе ми треба јас да објаснам луѓето да сватат, да им биде блиску, опипливо, затоа што некои за прв пат ке слушнат акаша, а камоли акаша записи, па читање, па патување на душата, кармички долгови, и мислев дека тоа во Македонија се ќе биде многу тешко да го објаснам на македонски јазик, да ме разберат луѓето, затоа што немат слушнато за тоа всушност. Акаша, точно како што и мојот повик ме водеше, и кога ги читав моите акаша записи, она ми даваше насоки да зборувам за акаша. Значи јас кога ќе прашав што следно да креирам, да создавам, пораките на акаша беа зборувај за акаша. Помогни на луѓето со акаша. Јас толку мир чувствував со тоа, и кога ги снимав видеата, и кога ги објавував, значи јас бев во константен мир со она што го правам. Така знам дека ова е избор на мојата душа и сега одам на напредна едукација за акаша мајстор и ми следува акаша учител. Затоа знам дека е избор на душата, бидејќи мирот е емоција која што ја чувствувам. Немам ентузијазам и врзување за егото, што натам, сега имам мир. Сега овој избор мене ми прави да сум во мир и склад со себе. Зошто е важно да знаеме дека тие сите потенцијали е битно да бидат во склад со нас. Егото може да бара многу работи кои што му изгледаат примамливо и да се врзува за постигнувањата. Но тоа не значи дека тоа постигнување е автентично твое и дека ќе ти донесе убава емоција, мир и исполнетост, целовитост. Може би за некои луѓе потенцијал е, например, пак ќе се земам себе за пример, најлесно ми е преку сопствени примери да објаснам, ќе го земат потенцијал акаша терапевт или консултант. Дали може секој тоа да го работи? Не. Ние на обуката, сега имавме последно пред една недела повторна обука за акаша, многу од клиентките кои што бевме тогаш кај мојата учителка, сега се и тие терапевти, ја поминаа обуката од прв степен и втор степен, не можат да ги читат акаша записите ни за себе.
и на опуката сега кога бевме, бараа помош од нашата акаша учителка, како да им помогне и бараа насоки зошто се во блокада. Затоа што ние ќе се врземе за нешто и го сакаме тоа, значи тоа се голем дел од нив веќе имат некоја работа, да кажеме, и професија со која што се занимаваат, или се коучеви, терапевти, па акаша им беше како на дополнување, нели, во колекцијата за услуги кои што ги нудат и читање на акаша записи, но не можат сите. Точно дека може, нели, тие блокади да се отстранат со текот на времето и колку повеќе се работи ова стануваш се подобар, но зошто некои луѓе не успеваат во тоа? Зошто некои луѓе ни нивните записи не можат да се ги прочитат, камоли на некој клиент? Затоа што едноставно она што не е избор на твојата душа, не можеш да го правиш со леснотија. Не значи дека нема да ги читаат акаша записите доколку вежбат или се потрудат да видат која е таа нивна блокада. Прва блокада е немирот. Ако седнуваш ти во немир, ако си во немир, ти имаш блокада во енергијата, читање на акаша записи е само чиста енергија. И затоа сметам дека треба да се следи гласот на душата и да се следи она што ни е автентично и вистинско. Бидејќи сите тие потенцијали за кои што прашува жената, нели, во прашањето, како да ги разбудиме нашите вистински потенцијали кои се потиснати и не ни се достапни, може и една од блокадите зошто мислиш дека ти се недостапни тие потенцијали и зошто според тебе се потиснати, да биде затоа што не се автентични твои, не се избор на твојата душа, туку едноставно егото ги препознава како потенцијал, можеби за добра заработка, финансиска слобода или слобода во време, но можеби тоа не е вистински избор на твојата душа. Ете како што го кажав примерот, сите ние ги поминавме обуките и уште минуваме низ обуки за акаша терапевти, но не секој успешно, нели, стапува во склад, во комуникација со акаша записите. Не секој може да проточно ги чита. Тоа може да зависи од индивидуа, од негативната енергија, од некои наталожени емоции, па консултантот не е во проток, а може да има и некои други блокади. Нема ни натаму да навлегувам во што се може да биде. Но сакам да кажам како ние препознаваме што е во склад со нас. Мене ми оди тоа со леснотија. Значи јас со леснотија читам и моите записи и на клиентките. Мене ми е тоа проточна енергија. За мене е тоа мирна енергија со која што јас работам, читам и ми доаѓаат информации. Исто и кога правам реики на клиентки. Јас добивам голем проток на информации додека нели трае сеансата на реики. И кога ја прашав мојата акаша учителка зошто тоа ми се случува, зошто и во реики, освен енергија која што треба како чиста енергија да испратам, јас пак примам информации, затоа што сум иницирана со акаша, затоа што тоа е во енергетското поле и јас само го примам. Што примам како енергија, што како символи, што примам како информација, значи мене само ми доаѓа. Проточна сум, тоа ми оди лесно. Реики и акаша се она што е во склад со изборот на мојата душа во овој период од мојот живот. Не значи дека јас за 15 години ќе го работам ова. Сега во овој момент тоа е изборот на мојата душа. И јас го правам со толкова леснотија и проточност. Затоа, кога зборуваме за потенцијали, многу е важно да откриеме што е она што е вистински избор на нашата душа, а што само егото го перцепира како потенцијал и кога ние не го остваруваме или кога гледаме дека немаме некоја теоретска можност да го оствариме, ние ќе кажеме овие потенцијали се ми потиснати и недостапни. Друго што сакам да се фокусирам кога станува збор за нашите автентични потенцијали е дека не постои можност да не ни се достапни. Се ни е достапно во секое време. Ова е уверување дека нашите потенцијали, и тоа прашањето е како да ги разбудиме нашите вистински потенцијали кои се потиснати и не ни се достапни. Ако е тоа твој вистински потенцијал и избор на твојата душа, ќе ти биде лесно достапен. Нема да има потешкоти. Дури
ќе ти доаѓа со толкова леснотија да ти можеби нема ни да бараш, нема ни да си фокусирана на тоа нешто, а тоа нешто ќе доаѓа до тебе. Така и ќе знаеш дека всушност тука лежи твојот потенцијал. Она што дури и оние избори на егото ние може да ги манифестираме. Дури и оние избори на умот, кои што умот ги гледа како потенцијали. Значи и тоа ние може да го манифестираме, и тоа ние може да го работиме. Само ќе го работиме со поголема тежина и мирот тогаш нема да биде присутен. Така точно ќе препознаеш кој потенцијал што го живееш сега, значи тоа се потенцијали. И оние кои што се на нашата душа и оние кои што се на нашето его, сите се тука достапни. Сите се достапни во полето. Што ќе оствариш ти зависи од твојата вибрација. Ти можеш да ги живееш и потенцијалите на умот и на егото. И можеш да ги оствариш. Но ќе ги препознаеш по тоа што ќе ти одат тешко. Со една тежина и со немир. Јас имам завршено машински факултет. Факултетот го завршив доста тешко. Многу учев, многу се трудев, многу приватни часови, многу вложував и време, и труд, и енергија. И тоа за мене беше еден долготраен, да кажеме, и мачен процес. Кога се вработив, исто така. Јас не го имав она чувство на исполнетост. Не знам само колку многу пати се имав прашано додека бев на работа, зарем цел живот јас ова ќе го работам. Јас никогаш не се замислував како таква особа меѓу тие сите машини, меѓу се тоа. Тоа не беше едноставно за мене. Тоа не беше мојот склад. И јас секогаш кога ќе си го поставев прашањето, зарем цел живот морам ова да го работам, мене веднаш ми доаѓаше и друго прашање. Ако е избор на мојата душа, зошто го имам ова прашање? Ако е нешто за мене, вистинско јас, зошто тогаш јас имам прашање, зарем цел живот ќе го работам ова? Кога имаш работата што ја сакаш и кога си исполнет и среќен, ти немаш прашање зарем цел живот вака ќе ми биде. Па нормално дека и сакаш да ти биде цел живот така, кога си ти среќен и исполнет. И штом го имав тоа прашање, знаев дека тоа не е избор на мојата душа. Знаев дека тоа не е моje автентично јас. Но, исто така знаев и дека не знам кој е моето автентично јас. Затоа, ова прашање толку ме инспирираш. Затоа што некаде се пронедов во прашањето и во тие потенцијали, барање на потенцијалите, затоа што јас долго време ги барав моите потенцијали и сакав да откријам што е она што е мое автентично јас. Знаев дека постојат милион начини јас да заработам и кога се преселив во Норвешка видов дека ми е многу достапно јас да работам било што и да ги заработам тие пари и од онлайн работа до физичка работа, но знаев дека не сакам уште еднаш да се заглавам во нешто што нема да ми носи чувство на целовитост и автентичност. Па така почнав да се барам себе и да го барам она всушност која сум јас. И почнав како трансформацијски коуч и коуч за манифестирање, барав начин, всушност мојата поента беше како да им помогнам јас на жените. Јас, барајќи се себе и со работа на себе, почнав да живеам многу свесно, присутно и во мир. И јас открив дека стресот и како може да биде исклучен од животот и да го замениме со мир и верба. Многу луѓе ме прашуваат како тоа ќе чувствуваш мир, ете кога ќе слушнеш некоја лоша вест. Така што јас стравот го менувам со верба. Јас се потпирам на вербата, а не на стравот што ако. Туку јас одам, Боже, ти си со мене. Универзумот работи за мене. И јас сум со верба. Знам дека ова е за мое неголемо добро. Кога се потпирам на вербата, стравот го нема. Стресот го нема. И кога открив дека можам така да живеам, тогаш јас сакав да им помогнам на сите така да живеат. Почнав помагајќи им на тие околу мене, но сватив дека наидувам на зид, не беа сите спремни да работат на себе. И тогаш го отворив мојот Инстаграм профил од мисла до манифестација и таму почнав да делам содржина и видов дека има многу жени на кои што им е потребна подршка и насока, па почнав со доделување на 100 бесплатни сесии и си ги одработив тие бесплатни сесии и консултации со клиентки, потоа почнав да нудам програми и да работам со клиентки.
Потоа ме повикуваше емоционална и енергетска трансформација, па ја запишав таа едукација која што ми е се уште во тек и ја продолжувам на втора година и следно беше Акаша консултант, нешто што многу се поклопуваше во изборот на емоционална и енергетска трансформација. Акаша е енергија, Рейки е енергија. Она што го бира мојата душа во овој момент е енергија и спознавање, избори на душата на многу подлабоко ниво. Одам многу подлабоко во истражувањата на она кои сме и зошто сме овде. Па затоа многу ми е јасно зошто е прашањето дека потенцијалите ни се потиснати и недостапни. Овде има многу уверувања кои што може да не ти служат. И ако се препознаваш во ова прашање, тогаш сакам само да ти кажам дека треба подлабоко да нурнеш во себе и да видиш кои се твоите автентични потенцијали кои ти сакаш да ги живееш. Не поради поголема заработка, не поради повеќе плата, не поради нешто друго, туку само поради мирот кој што сакаш да го чувствуваш. А мирот кој што сакаш да го чувствуваш, кој ќе живееш одреден потенцијал, треба да го имаш и сега, за да го имаш тогаш. Затоа, повторно ќе кажам, толку многу ја сакам Акаша. Бидејќи со Акаша се е толку едноставно. Бидејќи Акаша ни дава многу едноставни насоки и одговори. Акаша ни кажува точно кои се тие потенцијали кои што можеме да ги живееме со леснотија. Како што мене ми покажа, јас во февруари месец се сертифицирав, ама не зборував за тоа. Не давав воопшто можност да работам со клиенти. Кога некој ќе ме прашаше од кога, јас цело време одложував, од кога ќе може да имаме сесија со тебе, кога на клиентки на програмите ќе спомнев дека завршив сертификација, кој ќе ме праша ајде ние сакаме да уплатиме за сесија, јас само одложував. И кога ја прашав Акаша што следно да креирам, што следно да создадам, одговорите беа само зборувај за Акаша. Зборувај за Акаша. И додека не го послушав тој чекор и не го преземав тој чекор, Акаша не ми даваше понатаму други насоки. Значи чека да си ја завршиш задачата и потоа те води понатаму. Кога почнав да зборувам за Акаша, еден толку убав мир ме обзема, што јас всушност сватив зошто ми ја давала таа порака Акаша и кога видов колку клиенти се пријавуваат за сесии, колку заинтересираност има и колку луѓето тоа топло и убаво го прифатија наспроти мислите на мојот ум дека не можат да разберат што сакам да кажам, тогаш јас толку добив потврди дека Акаша функционира што сега уште со поголема сигурност и верба и љубов зборувам за тоа. Едноставен чекор кој што мене ме доведе до уште поголем мир и изобилство на секое поле. Затоа сметам дека будење на нашите вистински потенцијали кои се потиснати и не ни се достапни, не ни е потребно. Потребно е само освестување кои се тие наши вистински и автентични потенцијали. Сите потенцијали се ни е достапно, ама што е вистински избор, автентичен избор на нашата душа и како ние тоа да го живееме со леснотија, те поканувам на Акаша консултација, каде што ќе ги добиш сите одговори. Бидејќи во полето се ни е достапно, се ни е отворено. Ама што е вистински за нас е она што ние треба да го следиме. Не само слепо да трчаме од едно на друго и да пробуваме оваа работа, оваа кариера, па овде не бев успешен, па ајде во она ќе се пробам во друго. Сигурно познавате личности кои што отвориле 3-4 бизнеси и сите пропаднале. Затоа што не се автентични, не се избор на душата. Кога трчаме и кога бираме со его, ние бираме од надворешни фактори, ние не бираме по емоција. Поголема заработка, тоа толку пари ќе ми донесе, ќе станам славна, ќе станам успешна. А колку славни и успешни има кои што се дрогираат, колку славни и успешни имаат кои што бараат зависност и утеха во нешто друго. Успехот и славата не носат мир неминовно. Може да носат, ама може да носат и многу проблеми ако не се автентични. И ако не се пронајдеш себе, ништо што ќе живееш надворешно нема да ти дава мир и исполнетост. Исполнетоста и целовитоста доаѓаат кога ние ги следиме нашите внатрешни нагони, да кажам, и потреби.
Не да задоволиме само финансиска банкова сметка или некоја друга потреба за успех, титула или било што. А каша носи една многу убава порака. Доволна си и доволно е она што го имаш во овој момент за да живееш среќен живот. Така се ослободуваме од надворешно вразување за било која титула и за било кој потенцијал и постигнување. Мирот го имаш сега, без да дојде таа титула и потенцијал. Пронаоѓање на мирот сега значи дека си во склад со себе. Следење на интуицијата која што доаѓа од внатре те води да ги оствариш потенцијалите во склад со себе. Не дека досега немаме живеено нешто што е избор на егото и тоа сигурно ќе си го препознаеш. Што е нешто што толку со голем ентузијазам си го сакала и си го остварила и кога дошла едноставно ти било не ми е важно. Па тоа се тие избори на егото. Тоа се тие избори кои што ги правиме само затоа што мислиме дека одредено нешто ќе донесат, а всушност не ни носат ништо. Изборот на душата ти дава чувство на мир уште веднаш, кога ќе помислиш на него, а потоа и кога ќе го оствариш ти го задржуваш тоа чувство на мир. Ќе ти дадам само уште еден пример и го завршуваме ова видео. Кога ја прашав мојата Акаша учителка да ми каже како точно препознаваме ние што е за нас, а што не, затоа што јас понекогаш за некои идеи имам толку голем ентузијазам и многу голема возбуда, што мислам дека тоа е точно она што е за мене. И така всушност ги идентифицирав порано идеите. Аха, тоа е за мене затоа што јас чувствувам ентузијазам, многу возбуда. Мојата Акаша учителка ми кажа нешто што ме шокираше. Кога ќе чувствуваш ентузијазам и возбуда, тоа не е за тебе. Тоа всушност ти е првиот знак да се откажеш од таа идеја. Јас кажам, па како, па што треба да чувствувам ако не е ентузијазам? Мир. Она што е за тебе ќе ти дава емоција на мир. Нема да бидеш ти во возбуда и шок. Затоа што ќе бидеш во мир. Ќе бидеш во склад со себе. А првиот знак дека си во склад со себе е всушност мирот. И таа ми даде еден свој пример, кога на нејзиниот учител му кажала, ја прашала учителот како ќе се чувствуваш кога ќе го оствариш тоа што го посакуваш сега. И таа кажала, вау, леле, па срцето ќе ми застане, па јас срцев удар ќе добијам, леле, тоа ако ми се оствари, готово. Најстрекна ќе бидам, така срцев удар ќе добијам. И учителот ти кажал, нема да го оствариш. Таа цел нема да ти се оствари. Мојата учителка прашала, зошто? Кажал, па зошто Бог да ти даде нешто од што би добила ти срцев удар? Колку е смешно, толку е и вистинито. Значи, се додека сме во толку голем ентузијазам, ние не можеме да го оствариме тој потенцијал. И го правиме недостапен за нас. Така, сега кога ќе имам идеја, кога ќе ми се роди некоја желба, потреба, ако сум во мир со тоа, кога ќе помислам да го имам тоа, ете некој автомобил или куќа или било што, аха, нов автомобил, го имам тоа, како се чувствувам? Ако сум во мир, правам чекори и превземам акции што ќе ме одведат до таа цел, ако сум во голем ентузијазам, исто и како некои идеи што ми доаѓаат за бизнисот, ако сум во некој голем ентузијазам, тоа ми е првиот знак да престанам. Затоа што мене лично преголем ентузијазам и возбуда не ме досат до складот кој што сакам да го живеам. Туку се тие некои идеи и потенцијали кои што моето его ги препознало или сум се нашла на таа вибрација во квантното поле и јас сега само сакам да ги рефлектирам во мојата реалност. Но се она што ние може да го замислиме како идеја, ние точно е дека можеме да го оствариме и со методи и алати и да го манифестираме, но тоа не значи дека тоа е во склад со нас и дека е тоа вистински за нас. Можеш да си пробуваш и да си тестираш што е за тебе, што не е, и да бараш ти, да се пронајдеш во тие работи што ќе ги исполнуваш и тие потенцијали, а можеш едноставно да си закажеш Акаша консултација и да видиш кои се тие вистински потенцијали за тебе.
Бидејќи Акаша ти носи автентична порака од твојата душа. Акаша не копира ништо од Instagram, не копира од TikTok, не гледа инфлуенсерите што постираат, не гледа која е следна мода во оваа есен, туку едноставно ти праќа пораки од твојата душа. Затоа, на ова прашање како да ги разбудиме нашите вистински потенцијали кои се потиснати и ни се достапни, јас сметам дека прво треба да ги тргнеме уверувањата дека нешто ни е потиснато и недостапно, а се ни е достапно, се ни е можно, ништо не ни е потиснато, но да се запрашаме дали ова во склад со мене и е ова избор на мојата душа. И така ќе знаеме дали вреди да преземам чекор да го остварам тоа, или едноставно треба да нурнам малку подлабоко во себе и да видам што е она што мојата душа го сака. Се надевам дека ова видео ќе ти служи. Јас многу се препознав во ова прашање, како што кажав, машински инженер сум, кој што не работи таа работа и тоа не беше за мене и точно знам дека и јас го имав ова прашање, кои се тие мои потенцијали, кои што можам да ги живеам, како го открив јас мојот потенцијал, кој беше мојот пат, на кратко ви раскажав и се надевам дека мојата приказна ќе те инспирира и ќе ти служи ти да ги откриеш твоите потенцијали. Дај си време и никада не брзај. Затоа што во полето се ни е отворено, ама со леснотија и флоу, не со брзање, трчање и со ентузијазам. Флоу и мир. Тоа е она кое што нашата душа ни ги дава како знаци кога сакаме нешто да оствариме. Ти испраќам љубов и се гледаме во следно видео.